ученици, добре дојдовте во видеото на училница предмет македонски јазик, наменето за учениците од второ оделение. Наставна единица обработка на басна во бунарот, прв час. Што ќе научиш на овој час? На овој час ќе научиш што е редослед на настани. Ќе се оспособиш да воочуваш ликови и настани. Ќе се оспособиш да подредуваш настани. За почеток, што е редослед на настани? Редослед на настани се активности кои се одвиваат по одреден редослед, односно се знае што се случило на почетокот, потоа и на крај. Ако ги разгледаме сликите, ќе забележиме дека не се во правилен редослед, односно активностите не можат во секојдневниот живот да се одвиваат вака. Затоа, со правилно подредување на истите, имаме активности кои следат една по друга и имаат смисла. Редоследот на настани може да го поврземе со изработка на герданче. Имаме една низа на која треба да нанижеме бисерчиња. Започнуваме со првото бисерче од левата страна, потоа го нижеме следното, па следното и се така до последното бисерче. Кога ќе го завршиме нашето герданче, знаеме кое бисерче било на почетокот, кои се во средина, а кое бисерче е последно, односно на крајот. Како ова ќе ни помогне во редењето на настани во даден текст? Откако ќе прочитаме еден текст и сме ја разбрале содржината, ќе се запрашаме што се случило на почетокот. Првата мисла, односно реченица, која ќе ја искажеме, е дејство што се случило на самиот почеток од приказната. Така започнува приказната. Потоа се запрашуваме што се случило потоа и редоследно ги редиме действијата на најбитните настани понатака во приказната. Кога ќе дојдеме до самиот крај, би се запрашале што се случило на крајот, односно како завршува приказната и тоа е последната мисла со која што завршува и нашата приказна. Денес ќе ви прочитам една басна. Да се потсетиме, што е тоа басна? Басна е краток текст со поучна содржина, во која луѓето и нивните карактеристики се представени преку животни, растенија или пак преку предмети. Во бунарот. Еднаш лисицата, многу жедна, дошла до еден бунар. Со јаже биле врзани две кофи. Седнала лисицата во едната кофа и се спуштила во бунарот. Се напила вода, но никако не можела да излезе од бунарот. Поминала хиената и погледнала во бунарот. Таму ја здогледала месечината и лисицата. Што правиш таму долу? Прашала хиената. А лисицата го покажала ликот на месечината во водата и рекла: ја јадам едната половина од кашкавалот, а другата тебе ти ја оставив. А како да се симнам? Прашала хиената. Тоа е многу лесно. Седни во кофата, одговорила лисицата. Под тежината на хиената, горната кофа се спуштила, а долната со лисицата се искачила нагоре. Така лисицата се спасила, а хиената останала во бунарот. Овој текст може да го најдете и на страна 135 во вашиот учебник и по потреба уште еднаш да си го прочитате. Разговор за басната. Одговорете, кога се случува настанот? Настанот се случува навечер. А може ли да ми кажете кои ликови се среќаваат во басната? Ликови во басната се лисицата и хиената. Може би не ви е јасен зборот хиена. Па, хиена е крволочно животно кое за да се прехрани лови во групи. Познато е по своите гласови, кои наликуваат на кикотење. Бидејќи во оваа басна се јавуваат два лика, лисицата и хиената, ќе се обидеме да кажеме некои карактеристики за овие два лика. Може ли да ми наброите карактерни особини на лисицата? Некој ќе каже дека таа е итра. Итра е затоа што успеала да со итрина да ја измами хиената. Може би некој ќе каже дека таа е снаодлива, го искористила моментот кога се појавила хиената. Кои карактерни особини важат за хиената во оваа басна? Може ли да ми кажете некој?
Некој ќе каже дека е наивна, затоа што веднаш поверувала во зборовите на лисицата. А други ќе кажат можеби дека таа е лакома, се полакомила по големата пита од кашкава. Одлично. Можете уште еднаш да си го прочитате текстот, односно басната на овој слайд, затоа што следи самостојна задача. Во твојата тетрадка напиши го редоследот на настани во оваа басна. Најпрво, прашај се што се случило на почетокот. Потоа прашај се што се случило потоа и за крај нормално прашај се што се случило на крајот од басната. За секој дел запиши по една мисла. Можете да го стопирате видеото за да ги запишете вашите мисли кои што ќе го кажат редоследот на настани во тетрадка. Ако завршите со пишувањето, може да извршите проверка и поправка на сработеното. Може да побараш помош од твојот родител и да проверите дали си ги запишал истите одговори или слични на овие веќе понудени. Еве, на почеток јас напишав дека лисицата се спуштила во бунарот. Потоа лисицата ја измамила хиената. На крајот лисицата излегла од бунарот, а хиената се нашла во бунарот. Ви благодарам на вниманието.